Во срцето на Балканот се наоѓа земја богата со историја, култура и потенцијал. И днината почнува дома. Представуваме 32 изворени личности, символизирајќи ги 32 години независност. Визионери, креатори, двигатели на идните промени. Придружетени се додека ги истражуваме нивните успеси, идеи и предизвици, да насликаме слика на нација во подем. Мојата секојдневна посветеност ја подикнува убавината на математиката, напросто кажано. Јас сакам да ги запознавам убавите полиња во математиката и сакам да решавам задачи во истото. Исто така сакам да се надоградувам самиот себе си и тоа ми прави на едно чувство на задоволност. Посакувам Македонија да биде среќна, односно луѓето во неа да бидат среќни. Мислам дека една нација ќе биде идеална само кога луѓето во неа ќе бидат задоволни и среќни со тоа што го прават. Ние можеме да се подобруваме со тоа што би направиле реформи во образованието за првично, исто така можеме да ги следиме интересите на младите и така да се поврземе поблиску со нив. Мислам дека секој треба да најде нешто што многу му се допаѓа и да го прави тоа. Доколку си постави цели, секојдневно се труди и работи во тоа што го сака и при тоа не подпаднува премногу под мислењата на другите, ќе успее во тоа што го прави. Мислам дека секој би сакал да влие позитивно во општеството кое што живее. Така и јас би бил задоволен доколку некој се угледа на тоа што ние го правиме надпреварвачите по математика и по другите природни науки и може да доби инспирација да го почне или истото, да ги разоткрива убавините кои што ние ги разоткриваме, или да почне и да цели кон неговите активности, дали е тоа спорт, композиција на музика или било која друга активност, и со трудолюбивост и работа и желба и не предавање ќе успее во тоа што го прави. Мислам дека секоја држава има потенцијал да напредува, бидејќи една држава ќе биде совршена кога сите луѓе во неа ќе бидат совршени и ќе бидат среќни со тоа што го работат. Така и Македонија може да напредува, но тоа зависи од многу фактори. Зависи од вложеноста на луѓето во неа, зависи од колку тоа ќе ги заинтересираме младите, бидејќи во младите е самиот потенцијал и доколку младите се трудат за државата да се подобри, навистина тоа ќе се случи. Успех, мислам дека за една личност представува се што би го направила среќен, а при тоа тој се вложува тоа да го постигне. Така и за мене, успех е да си среќен и да го правиш што го сакаш и да шириш среќа кон луѓето околу тебе. Како и за сите други активности во светот, мислам дека е најбитно да си доследен со тоа што го правиш и да имаш желба за тоа што го правиш и доколку цело време вложуваш и ја задоволуваш таа желба за работа, ти ќе успееш во твојата активност и во твојата цел.